Добра вечер. Визави на програмата на ТВ Канал Вис. Гостин во студиото е градоначалникот на општина Струмица, господинот Коста Јановски. Господин Јановски, добра вечер, добре дојдовте во телевизија Вис. Добро вечер, ви благодарам на поканата и ги поздравам вашите гледачи на ТВ Канал Вис. Во ова прво поголемо интервју на Канал Вис, вовед би сакале да ставиме со 100 дена изминати од превземањето на функцијата градоначалник на општина Струмица. Кој е впечатокот од раководењето на оваа институција изминативе 3 месеци? Па, видите, сигурно јасно е дека градоначалничката функција, освен што е голем предизвик, е навистина една одговорна, да не кажем и тешка задача. Хетерогени структури на луѓе, хетерогени структури на проблеми од сите сфери на нашето живење. Голем предизвик е, бара голем ангажман, голема концентрација, бара развиени сегменти од сите субјекти во локалната самоуправа, разни сектори, оделенја, изискува една блиска соработка со сите тие развиени до сега оделенја, заедничка тимска работа, бара согледување на проблемите на луѓето, проблемите на целото општество, анализирање, правење стратегија за решавање од финансиски проблеми, проблеми од областа на урбанизмот, од секојдневни урбанистички проблеми, од инфраструктурата и така да навистина е голем предизвик. Тоа е едно согледување кое и порано сите од нас го знаевме, предпоставувам, и јас сум го знаел, свесно влеговме во тој еден предизвик, сакајки да дадеме свој придонес, јас да дадам свој придонес и со сите заедно, луѓе и граѓани од нашата општина, да направиме максимален напор со нашите, да се операционализираат нашите идеи, да нашите визии, согледувања, размисли за тоа како треба да се развива градот, како да се решаваат проблемите, заеднички да ги решаваме. И во тој смисол впечатокот е очекуван, согледувањата се очекувани и мислам дека, се надевам дека и тие предизвици ќе успееме да со успех да се носиме со нив и да ги решаваме. Така. На кои проекти сте фокусирани во овој старт на вршењето на оваа функција? Кои се предизвиците со кои што се соочивте и кои што си ги поставивте? Струмица важи за еден од добро уредените градови. Тоа е впечаток и гледам и на граѓаните кои што живеат тука и на добронамерни посетители на градот. Секогаш сме така соочени со забелешки од нашите посетители, гости, дека Струмица изгледа убаво, дека е урбан град, дека повеќето од инфраструктурните проблеми или поглавните проблеми се добро решени. И тој впечаток е нешто што ние живееме со него. Меѓутоа, секогаш има простор за нови предизвици, има простор за нови делувања. Нашите желби и потреби и потребите на граѓаните и согледувањето очигледно еволуираат со тек на време. Потребите стануваат, да речеме, се поразвиени. Оние барања и потреби, и желби, сугестии кои што луѓето ги кажувале пред 10 години, очигледно по моје сознание во контакт со луѓето, со непосредни контакти, собири на граѓани, гледам дека се на некој начин развиле, еволуирале, се промениле, се развиле. Така да секогаш има нови, и покрај тоа впечатокот за добро урбанизиран и среден град, секогаш има нови предизвици. Некој од нив? На подигање на условите или квалитетот на животот на нашите граѓани, на подигање на квалитетот на живот. Има некои предизвици кои јас сум ги согледувал и порано како граѓанин, кои заради веројатно објективни причини или не било времето, или стасано, или можеби не дошле на ред да се решаваат, а кои мислам дека ги дразнат луѓето, им стварат проблеми, им создаваат, кои
на некој начин им го загрузуваат удобниот живот, како да речеме некои делови од градот кои што константно при некои врнежи се поплавуваат. Тоа лично мене како граѓанин доста ми сметаше, иако конкретно Што конкретно и ќе јас се лично. превзема на тој план? Па Како еве, ќе се тоа спречи беше, поплавата? затоа ви го спомнав, можеби еден од првите предизвици и обсервација за тоа како треба во иднина или што би можело јас да дадам свој придонес во најнепосредниот период од моето доаѓање како градоначелник. Тие беа некои моменти кои што мислев дека можеме сега во овој момент со оваа констелација, со оваа релација со централната власт да ги решиме по-успешно. Еве, како за пример, веднаш почнавме и во овие 100 дена со изготвување на проектна документација за решавање на два, да речеме, поголемите канали, како што е и порои, така наречени, како што е Светилискиот порој и посебно поројот Крушевска република, каде што во тој дел кој што е во нашиот опсек, нели, ние имавме можност да делуваме порано како општина и делувавме, меѓутоа секогаш се поставуваше како проблем или како еден потешко решлив сегмент од крајот, да речеме, на Крушевска република, најнискиот дел до вливот во река Таркаина. Тој дел беше некој кој по мое согледување и со согледување на стручњаците можеби не беше доволно решен или немаше можност да се реши и представуваше пречка за нормална дренажа на водите, поројните дождови, поројните води при такви појави. И тоа беше пречка за да, или на некој начин проблем со кој индиректно продуцираше да некои делови од градот недоволно можат да бидат заштитени од тие појави. И мислам дека тоа е една навистина проблем кој што на луѓето им ствараше незадоволство. Колку време би било потребно за да се реши овој проблем? Има ли веќе некои проекции, бидејќи спомнувате дека се работи? Да, веќе се распишаа тендерите за изготвување на документација, техничка, односно проектна документација. Веќе се избрани фирмите на тендер согласно законските прописи. Веќе ги знаеме кои се тие. Мислам дека тие имат некои законски рокови во кои што треба тоа да го направат, меѓутоа во непосреден разговор со нив добив цврсто уведување дека нема да ги користат максималните рокови. Јас ги замолив колку може побрзо да ги изготват тие проекти. Мислам дека во рамките на околу, да речеме, 2 месеци добив ветување дека можат, иако законски имаат рок од 6 месеци. Тоа за мене беше една добра информација, добра желба за соработка, затоа што сметам дека со тоа ќе добиеме можност за побрзо да ги решиме овие проблеми. Така да и за едниот, и за Крушевска република, и за Светилиски порој во делот од каскадата до Добрејци, практично населеното место, комплетно ќе се направи таа проектна документација, која знаете дека е еден од проектите во предизборната кампања моја. Токму беше и интересот за овој Светилиски порој, бидејќи таму веќе градот очигледно, нели, се развива и расте еден нов друг град. И тука покрај поројот планираме, нели, 2 коловозни ленти кои што ќе го поврзат тој дел на градот. Претпоставуваме оти таму се повеќе луѓе се настануваат, има голем интерес за становите, повеќето од нив, колку што јас имам информации, се и веќе откупени. Гледаме во перспектива дека таму доста луѓе ќе живеат и комуникацијата со градот и со другите сообраќајници со магистралниот пат сакаме да ја подобриме, со цел да го растеретиме, нели, притисокот во градот, према центарот на градот, преку сообраќајници кои се проектирани во едно друго време и за некој друг обем на сообраќај. Ке има сигурни интервенции и во тој дел, меѓутоа ова го замислуваме како една визија за понатамошниот развој на градот во тој дел. Така. Сега тоа го кажа во склоп на, нели, претходниот порој, Крушевска република, за решавање на еден конкретен проблем кој мене ми беше вака впечатлив. И во тој контекст и Светилиски порој, кој е пак еден од поглавните проекти кои во програмата јас ги понудив, со идеја, со желба и со визија дека
на тој начин треба да го решаваме понатаму движењето на градот и комуникациите на новиот дел од град со стариот дел од град. Вниманието на јавноста последниот месец особено е сконцентрирано на новата мерна станица која што е поставена во Струмица и од нејзиното поставување се бележат константни податоци дека загадувањето е над дозволеното. Досега општината нема излезено со конкретни мерки што ќе се превзема на ова поле. Кои се размислувањата, на каде ќе оди дејствувањето на општината во рамките на нејзините можности и ресурси за решавање на овој навистина горлив проблем? Така е. Овој проблем, јас ќе се обидам малку да го објаснам со цел да ги информирам граѓаните и воедно да им ја представам конкретната ситуација и вистинската ситуација како стојат работите. Таа станица е поставена со наша желба и со работка, интенција и во соработка секако со Министерството, со цел да провериме, да видиме до каде Струмица се наоѓа со загадувањето. Ја поставивме во да речеме, оптеретениот дел од градот со можни потенцијални тие, познати загадувачи, од кои сега најактуелна е концентрацијата на тие ПМ честички или ПМ честички, ПМ10 честички. И тука се забележуваат некои вредности кои што надминуваат некои вредности кои луѓето ги примаат, ги гледаат и на кои реагираат доста бурно. Делумно со право, но јас сега ќе се обидам да објаснам. Значи, станицата е поставена точно на такво место кое што е густо населено, место кое што има слаба циркулација на воздух и место во кое место или област или дел од градот кој е оптеретен со доста стамбени единици и објекти кои што продуцираат такви ПМ честички на некој начин, бидејќи и согледувањето и нашите анализи се дека во Струмица, во нашиот град, најголем процент на тие ПМ честички, ПМ честички, ПМ10 честички се од огревот, од домаќинствата. Тука има поголеми објекти, вие сигурно ќе се сетите, тука е, еве да ја спомнам и јас за општа болница. Станицата е во непосредна близина на тие, во низиниот двор, во низиниот двор. Се уште општа болница користи како огрев фосилни горива, нафта, која исто така е еден од причинителите за поголемата концентрација и е во многу блиска, непосредна близина на ова. Тука има и други објекти, сега да не ги спомнувам, не е интенцијата таа, тие веќе разговаравме со нив, покрај тоа што има повеќе стамбени единици тука околу. Разговаравме со тие правни субјекти да поднесат барање да се промени видот на горивото, фосилни горива, да се приклучат на газ. Ние сме тука спремни да помогнеме и да соработуваме и да го забрзаме тој процес. Ова го спомнав во контекст на, ако може малку да влијам на луѓето, мислам најчесно и најодговорно, дека овие вредности кои што ги гледат како пикови, кои што стварно навистина на моменти покажуваат некои високи вредности, создаваат некоја доза на вознемиреност и паника кај луѓето и таа беше идејата. Ние намерно ја поставивме така за да видиме колку е тука концентрацијата. Меѓутоа, мора да знаат граѓаните дека тие пикови или најголеми вредности не се валидни толку за ризикот за човековото здравје. Јас би сакал само еден-два податоци ако ми дозволите. Постојат строго пропишани правила кои вредности се вознемирувачки. Значи постојат отприлика две така позначајни вредности кои би сакал да ги спомнам. Тоа е, значи едната е прак на алармирање и помалата е прак на информирање. Тоа значи дека доколку концентрацијата на ПМ честичките е повеќе од 100 микрограма на метар кубен, просечна, во текот на цел ден
надминува над 100, тогаш настапува или доваѓаме до тој прак на информирање, кој бара одредени мерки, како кои можем и ќе ги набројам малку покасно, и поголемата или така да речеме повисоката концентрација на PM честички, PM10 честички над 200, но средна вредност дневна надминува над 200 микрограми на метар кубен во тек на 24 часа, во последователни 2 дена и во склад со метеоролошките прилики во тој момент во градот. Значи тоа е една комплексна мерка или вредност која ако се случи, тогаш настапуваат или има потреба од некои мерки. Таков случај во Струмица, и ако има вакви повисоки вредности во некои моменти добиено, се има само еднаш случајно. Мислам дека беше околу 27 и 28 јануари, што не значи дека сакам да ја минимизирам значењето на, баш напротив, идејата беше да се постави и да се види таа страна, но сепак сакам луѓето малку да бидат малку порелаксирани во однос на тоа како ги толкуват тие вредности и значењето на оваа станица, што не значи дека ќе ни се намали ангажманот да и тие вредности, односно тоа ниво на загадување, дадеме се од себе да го намалиме на некои многу поприфатливи вредности, и во тој контекст, во тој правец, веќе денеска одбравме уште едно место, лоциравме за мерење на загадувањето во нашиот град, во нашата општина. Бидејќи јас знам, сигурен сум, и во консултација со стручни лица, знаеме дека ваквата состојба како што оваа мерна единица ги мери, не е таква состојбата во целиот град. Само заради малку да ги успокоиме, ако може, граѓаните, искрено, мислам, честно, без да манипулираме со вредностите, сакам да ги знаат тие информации. Ние ќе ги објавиме, некои од нив се многу добро информирани, ги знаат. Така да и оваа втора станица која сега ја монтираме, што ќе монтираме во наредните денови, ќе ни покаже и на други пунктови во градот, на друг пункт. На која локација ќе биде тоа, претпоставува мерната станица од Угада? Да, ова втора мерна заедница, точно, ќе биде поставена во централното градско подречје, на плоштадот на општина Струмица. И тука ќе добиеме исто некои повеќе, ќе видиме какви се. Јас лично очекувам дека нема да бидат ни приближно исти со ова претходната станица, бидејќи ја знам констелацијата и обкружувањето кај е ставена таа, навистина се тешки тие услови кои продуцираат такви вредности. Се надевам дека сум во право, но и ако не сум, ќе ги согледаме реално. Нашата интенција не е да ги прикриваме резултатите, туку напротив. Но превентивно сепак треба да се делува. Не можеме да чекаме да ги добиеме лошите резултати. Така, ова го кажав само со наискрена намера малку луѓето колку може да не се ствара паника кај луѓето. Сепак има некои одредени критериуми кои ние ги следиме и по кои постапуваме, и кажувам дека по тие критериуми пропишани од Министерството за заштита и за животна средина не сме ги надминале. Значи, без разлика на такви некои високи вредности, со исклучок на првите, која станицата беше во фаза на баждирање и така натаму. Сега, со најчестни намери го кажувам ова. Сега ќе видиме од ова, мерки секој ние треба да презимаме. Веќе на некој начин и мерките кои моите предходници ги презимали, или интенциите кои градот ги имал во развиток на обезбедување на енергенси, како што е гасификацијата, е една од, можеби, најглавните или главните мерки кои што се во служба на борба против загадувањето на Струмица, тоа ми е познато. Мислам дека општина Струмица, како секогаш знаете, дека ги субвенционира приклучоците за газ. Тоа е исто така една од мерките кои и сега ја предлагаат луѓето. Можеби некои не знаат дека таа мерка постои, меѓутоа постои. Знаете дека порано беше тоа 20% од цената на чинење на приклучоците. Сега во понов период, бидејќи цената се намали
и реално од од Струмица газ, така да ние општината учествува со некаде околу 100 евра, да речеме, во намалување на цената, намалување на цената, односно субвенционирање од страна на општина Струмица. Тоа е по мене едно од поглавните мерки. Што е со контролата, бидејќи тоа е многу важно. Тоа е следното што во последниот период и како и порано, меѓутоа сега уште позасилено го вршиме, значи со инспекторите за заштита на човекова средина. Интензивно се посетуваат сите потенцијални можни загатувачи, се снима, се обсервира ситуацијата. Во тој контекст и во тој правец има направено веќе повеќе од 19 посети на тие поголеми лоцирани потенцијални загадувачи. Од областа најчесто се на текстилна, прехранбена индустрија, мебелска индустрија и така натаму. И тука веќе има издадено, ми се чини околу 10 обврски да се контролира количината на издувни гасови од нивните оджаци. Имаат рокови дадено? Да, роковите се околу 30 дена и тие се во тек, сега течат. Очекуваме резултати, кај 9 од тие 19 не се најдени некои неправилности. Тоа е една исто така од мерките. Што доколку не ги регулираат своите издувни гасови? Следуваат ли казни? Како ќе постапувате во иднина? Следуваат казни. Само уште една дополна на претходното. Има потенцијални загадувачи кои што беа лоцирани како можни загадувачи на воздухот. Ги согледавме, некои се и на границата на нашето делување, односно не се во опфатот на општина Струмица, туку се во опфат на општина Василево, но во соработка со тамошните локални самоуправи инсистираме да се делува и од нивна страна, така да значи мора еден синхронизиран настап да имаме и тоа го правиме, се со цел да и тоа влијание кое што е потенцијално можно и сигурно евидентирано да го спречиме и да го санираме или да го спречиме, доколку сигурно не се придржуваат справните субјекти до предупредувањата, бидејќи нели рековме дека секогаш ќе одиме со предупредување, со желба да се отстранат недостатоците, доколку не се, има и законски рокови, тогаш сигурно дека ќе бидеме приморани да се изрекуваат казни кои што не се баш пријатни, се доста високи. Тоа го знаат и собствениците и јас навистина очекувам и не се сомневам дека тие ќе преземат се, бидејќи и самите гледаат дека климата, расположението на народот и притисокот на народот е оправдан и дека не можеме да го занемариме и не смееме да го занемариме. И тука мислам дека не очекувам дека ќе имаме некои големи проблеми, меѓутоа ако и постојат пропишани закони и регулативи за одредени казнени мерки. Господине градоначалник, и самите спомнавте дека голем дел од загадувачите, оние кои што емитираат штетни ПМ честички, се токму во кругот на централното градско подрачје, а тоа се токму институции, големи институции. Дали некој како болницата, како некој од представниците на локалните министерства, дали некој пројавија желба, Центар за култура, за гасификација? Бидејќи ова загадување нема да се намали се додека не почнат барем големите потрошувачи да се префрлуваат на гасоводната мрежа. Така е. Јас како што и претходно напомнав, им доставуваме известувања и понуди и сугестии да ги заменат тие доколку се на потенцијално загадувачки горива, да се приклучат на газ и веќе имаме некои сознања или начелни декларативни, да ги речем, одобрување на таа иницијатива. Сите се согласуваат дека треба да се вклучиме заеднички во таа акција. Има ли некој постапка конкретно? Да, секако тие треба своите матични министерства одговорни за таа работа да ги известат и тоа е веќе во текст, значи
конкретно и со болница сум запознат дека уште пред повеќе денови почната е таква иницијатива, тоа се сепак некои средства кои не се занемарливи и треба сепак од некаде нели да се одобрат и во тој правец се почната е таа иницијатива. И тука јас сум сигурен дека ќе има добар одговор. Секако не ги спомнавме некои од акциите кои ние ги презивавме во текот на овој период со расчитување на депониите кои исто така се потенцијален извор на такви ПМ честички. Редовното чистење на нели во соработка со јавното претпријатие Комуналец. Правевме неколку поголеми акции и ќе продолжиме да ги правиме. Во минатиот период очигледно изникнале многу депонии, вие тоа го знаете, луѓето, граѓаните го знаат. Секој дневно сме информирани преку различни фотографии и ургенции од граѓаните за расчистување и делуваме промптно, значи во истиот момент со оние ресурси што ги располагаме. Морам во оваа прилика сега и да спомнам дека доста од градежната оператива која ја има на територија на општина Струмица покажа голем висок процент на соработка и добра волја со тоа што ни ги отстапија машините кои навистина тие беа опсежни зафати кои со тие ресурси кои Комуналец располага сигурно ќе се одоговлечи во голем дел доста долго ќе се одолговлечеа тие акции, но благодарение на таа соработка и добра волја за многу краток период успеавме доста да направиме и таа акција ќе биде континуирана. Чистењето на улиците, исто така прскањето на улиците во овие моменти исто го како да кажем пак обновуваме на некој начин. Правиме планови за анализа и планови за така наречените зелени зидови и кровови, посебно зелени зидови кои што релативно брзо можат да се стават во функција. Битно е зеленилото во градот да се зголеми и на тој план веќе доста сериозно размислуваме и почнуваме веќе со овие средства кои сега ги имаме на располагање од да речеме од претходниот буџет или од претходните програми. Вие знаете оти нели сега и буџетот е усвоен за наредната година. Се прават одредени набавки и тендери за да можеме да делуваме посериозно. Ово е малку сепак така да речем пасивен период баш овие месеци, бидејќи овие се подготват тендерски документации, се со цел да ги спречиме негативните влијанија на загадувањето. Во однос на депониите, се чини дека колку и да се чистат, тие инстантно се појавуваат. Така е. Што со контролите? Дали се планира засилен мониторинг и можеби казни на граѓаните кои што на несоодветни места го фрлаат отпадот, бидејќи акциите колку и да се прават, еве депонијата конкретно што се појавува на потегот Водоча Велјуса, повторно е изникната, можеби дури поогромна отколку што беше. Кои се вашите намери во дали ќе се има зачестен мониторинг на тој предел? Дали комуналните инспектори ќе изречуваат конкретни казни? Секако. Сега добро рековте, колку и да ангажираме оператива, колку и да ангажираме човечки ресурси или механички ресурси, сепак никогаш не е доволно ако кај нас сите не се подигне таа свест или одговорност да престанеме со тие навики, да се коригираме сите себе си и тоа во тие средби со граѓаните и на јавни собори. Јас секогаш сакав да го истакнам, секогаш имаме декларативно разбирање од граѓаните, сите и самокритично се обвинуваат дека сите ние сме виновни и тоа е најголемата вистина, бидејќи ние колку и да ги чистиме, колку и да се трудиме, ако навиките остануваат исти, тогаш ефектот е навистина минимален. Зачестени контроли, како што реков и претходно, со инспекторите комунални, со инспектори за заштита на човекова средина, со тие расположливи човечки ресурси кои ги имаме. Вие знаете дека и тие се ограничени. Популарно да кажам, не постои таква армија на луѓе која би можела континуирано да стражари, така да речем, пред депониите и да чува од евентуално такви појави.
казните се големи, ако се затекне некој на лице место на вистина се големи казните, меѓутоа... Но не сме слушнале изрекување на казни. Може би преблаги се инспекторите. Прагот на толеранција може би треба да се спушти. Па може би треба. Јас, знаете, обично таквите случувања се обично во некои рани утрински часови или во касни ноќни часови, барем такво е обсервацијата на инспекторите и на луѓето. Тешко можеме да дојдеме понекогаш до податоци кои се тие нарушувачи, некогаш ги знаеме, таму кај што ги знаеме веднаш делуваме. И има, значи изречено казни, има предупредувања сериозни. Мораме да признаеме дека за ваков тип на отпад како што е така наречен градежен шут или од овој тип, ние значи немаме некоја како да кажем, значи депонија која што би можела да ја посочиме во тој прај. И тука е еден проблем реален, мора да го признаеме. И сега и во тој правец правиме една проектна документација и задача за дополнителна можеби депонија. Да, дополнително од овие претходни што ви спомнав за лоцирање на таква депонија која што ќе биде релативно поблиску до градот и која ќе се одржува согласно некои законски пропозиции и регулативи кои постојат во однос на конзервирање на таа депонија, потоа одржување на таа депонија, значи депонија... Господин Јановски, се чини дека еве ваква депонија додуша многу посовремена со пари од јапонската влада ќе се гради во Гевгилие. Се чини дека сите општини се оставени сега од југоистокот сами да се снаоѓаат, бидејќи немаме договор за регионалната депонија. До кога ќе атераме секоја општина да создава нови депонии? Не, мислам дека... онаа која што требаше да профункционира ја немаме. Не, мислам дека не е така. Вие знаете и заложбата на владата и сегашната интенција на владата е да депониите бидејќи јасно е дека тоа е еден од поголемите проблеми на целата држава, да бидат решавани на регионално ниво. Значи, југоисточниот плански регион веќе има конкретни чекори во тој правец и има и конкретни понуди. Веќе се појавуваат фирми кои што и кај нас како локална самоуправа, но во координација со владата, бидејќи владата, нели, вие знаете дека и премиерот и задолжените ресорни министерства дадоа една изјава во која што кажаа дека ќе на регионално ниво ќе бидат овие депонии решени и мислам дека тоа брзо се движи, меѓутоа знаете, бидејќи југоистокот беше на чекор од потпишување со австријска аса, меѓутоа сето тоа пропадна поради неразбирањето со цените. Доста добро информирани. Меѓутоа тогаш по мои сознања заради некои причини не била финиширана таа понуда. Од сегашен поглед, некои стручњаци мислат дека и можеби тој договор тогаш и не бил најповолен за општините. Тоа се така во неформални разговори, јас информации кои ги имам. Сега имаме шанси тоа да го направиме на многу подобар начин. Меѓутоа, кога некој проблем со години обстојувал, сите сме ние нестрпливи и сите сакаме многу брзо да се реши проблемите. За мене е тоа разбирливо, меѓутоа вие знаете дека тоа не оди толку брзо колку да сакаме, кога нели брзината е релативна, меѓутоа јас мислам дека во овој случај сега сериозни интенции има и намери владата, тие се проблеми кои сите општини ги лоцираат и ние го видовме тоа со непосредни контакти со местното население, од населените места, од урбаните заедници. Скоро кај сите нив на врвот на приоритетите беа депониите, покрај другите, меѓутоа доста високо, ако не и на најгорно место. Така да тој проблем е очигледен и тој проблем не можеме да го занемариме и влезено е веќе во решавање, во костец со тој проблем. И тука го очекуваме ние, бидејќи тие се навистина големи инвестиции, доста големи, така да ни една општина мислам дека сегментно или сама по себе не може да ги реши.
така во тој правец мислам дека ќе дојдат решенијата. Ние сега во овој момент наоѓаме некои решенија кои што можат во тој преводен период. Имаме ли локацијата каде што еве за градежниот чуд би можел да се собира? Да, размислувавме за тоа. Мислам дека Каде најпогодна во консултација со секторот за урбанизам и порано постоела таква една локација некаде во течењето на река Таркајна. Значи тоа е така една можност, бидејќи таму широко корито постои, секако со одредени мерки на предпазливост, со одредени зафати кои ќе заштитат нели природата. И таа сега за сега изгледа како најприфатлива локација. Постоечката депонија која што е во нели населеното место Добрашинци, која е доста оптеретена и е прилично далека, представува како реален проблем за некои од така оправдање, ако може да кажем, бидејќи навистина изискува доста голем транспорт и трошоци и време за да може да таму да се фра, и не сум сигурен дали е регистрирана за таков вид на отпад, и ако има размислување дека можеби е. Меѓутоа, ние мислевме дека ова е можеби локација која и порано била актуелна и нема некои пречки во тој правец. Се разбира, во консултација и со министерствата, бараме одобрење за евентуално такво решение. Ќе видиме дали ќе биде, но мораме да го најдеме тоа решение. И тоа е еден можеби од, ако можем така да кажем, оправдувањата зошто вака се однесуваат некои субјекти, и ако мислам дека сепак нема оправдување за така. Голем дел од населените места се жалат дека не се опфатени со процесот на собирање на отпад и дека тоа е дел од нивните изговори зошто се создаваат дивите напони во населените места. А одредени пак населени места каде што веќе се едно појаснување, тоа беше за градежен шут, значи депонии, така. Значи не за Да, јас се префрлувам на темата со депониите конкретно. Да не се разбереме погрешно, луѓето да не реагираат, дали ме разбра, не знам, добро. Дел од населените места пак велат дека има недоволно корпи за отпадоци и контејнери во нивните населени места. Дали општината размислува да го помогне финансиски со средства од буџетот комуналното претпријатие набавка на нова опрема, урбана опрема која што ќе биде искористена за таа намена, со оглед дека и реално може да биде недостаток причина за појавата на неконтролираните депонии? Да. Па во право сте. Во последните контакти со местните заедници и во населените места, со луѓето, со сите граѓани, имавме, можеби знаете, јас имав средби со сите населени места, со луѓето, со поголем број на луѓе, на јавни собори, на комуникации со нив, и ви кажав дека појавата на дивите депонии, гледам дека сите ја нотираат како еден од многу важните проблеми во нивните населени места. И она што го спомнав дека на некој начин и свеста кај нас сите еволуирала, и желбите и барањата до општината, до општинската администрација е да некои проблеми се решат, порано ако беа занемарени или не спомнувани, бидејќи јас се сеќавам на некои времења кога сме правиле такви контакти, доста од населените места дури може да кажем има и отпор према собирањето на сметот, бидејќи веројатно од проста причина што тоа изискува и некои финансиски оптеретувања за фамилиите, и тогаш претпоставам не било созреено времето за такво нешто. Сега состојбата е драматично променета. Сите населени места изразуваат желба за соработка и за вклучување во системот на собирање на сметот. Имаат добра волја, имаат желба да се вклучат, и тоа го нотиравме, и еве почнуваме, баш пред ден или два, мислам дека беа представници од населеното место Велјуса, нестрпливо очекуваат кога ќе почне комуналец да го прибира сметот, и јас им ветив во консултација и со директорот на комуналното претпријатие дека од 15 овој месец почнува собирањето на сметот во ова населено место, и исто и со другите населени. Ова ви го кажев како најсвеж пример, баш самите луѓе го бараат тоа. Што се однесува до садови за собирање на сметот, ние
подготвуваме една поголема акција сега на пролет, нели се е врзано со тие набавки и тендери така популарно наречени. Поголем број на такви садови ќе набавиме и ќе ги распоредиме за почеток, предпоставам, во урбаните средини, потоа и во населените места. За почеток ги на некој начин со некои импровизирани садови ќе го правиме тоа, меѓутоа важно е да се почне за мене, бидејќи тоа сепак не се занемарливи средства и ќе го најдеме начинот како тоа општината ќе го субвенцира, сме го ветиле. Веќе за населените места е тоа, за урбаната средина знаете дека еден од проекти е за интегрирана, нели, менеджмент на отпадот, со селектирање на отпадот, со садови со различни ознаки или обојувања, и тоа е нешто што јас можам да со сигурност да ветам дека ќе биде во колку што може побрз рок. Има ли предвидено проект како ќе ги мотивираме граѓаните да го селектираат отпадот, бидејќи тоа ќе изискува и дополнителен напор и време од нивна страна? Да, меѓутоа ќе имат некои, ние сметаме дека треба да се понудат некои одредени бенефиции или субвенции во однос на сметките, и тоа сега го размислуваме на кој начин ќе ги мотивираме. И јас сепак сметам дека и нивото на сознанието веќе на луѓето е на едно повисоко ниво, тоа го согледувам, го гледам и мислам дека со задоволство ќе го прифатат оваа луѓето, а ние ќе се потрудиме ако можеме да дадеме и некои субвенции и улеснување за тој ангажман. Екологијата се чини дека ќе се провлекува како главна тема во следниве години и ќе го обележи раководењето на општините на актуелните градоначалници, бидејќи една од најжешките теми на која што се зборува е отварањето на рудници во југоистокот. Премиерот беше дециден дека ќе се затворат рудниците во предизборието, меѓутоа сега зборуваме за одреден компромис доколку тие рудници исполнат еколошки норми. Вашето мислење не сме го слушнале за отварањето на рудникот Каиловица. Добро, ова е навистина едно интересно или горливо прашање, како што сакаме во последно време да кажеме. Општина Струмица, како општина Струмица, не е директно, да речеме, инволвирана во одлучувањето, и ни една општина не е, бидејќи рудниците не спаѓаат во ингеренциите на локалните самоуправи. Тоа мислам дека сите го знаат, но сепак сите ние имаме некој, би требало да имаме некој став или ангажман или некој гледиште. Посебно што сега, нели, и во рамките на Советот на Југоисточен плански регион, еве во овој момент јас сум председател, не можам да бидам инертен во однос на овие прашања и не би сакал да бидам инертен. Знаете, јас повеќе време ги анализирам тие, ги сублимирам информациите од нашите граѓани, кои се и непосредни, и лични некогаш, и некогаш преку разни форуми. Има доста отпор за таа, нели, интенција и почеток од претходната влада. Знаете дека тие договори се правени од порано и мислам дека се со право. Тука има доста елементи од еколошки, од безбедносен и од не знам повеќе аспекти кои што задираат во нашите интереси. Не може да бидеме равнодушни во однос на водите, во однос на транспортот, во однос на емитување на честички од самото минирање. Доколку се вие прашувате дали сега, сте за или против? Не сум стручен за таа работа да навлегувам биодиверзитетот, уништување на некои видови, иако гледам дека има некои гаранции дека тие работи, нели, ќе бидат зачувани, ќе бидат обновени, има проекти како тоа, сум ги разгледувал така, иако не се директно од моја бранша. И понекогаш, нели, се прашувам личните мои чувства како човек и еве како градоначелник или повеќе како, или уште повеќе како председател на Советот на Југоисточен плански регион, каде што се и моите колеги од целиот регион. Ги согледувам тие резултати и мислам дека иако не е наша ингеренција, пак ќе кажам, тоа е одлука на владата. Контактирам и со извршната власт, со премиерот сум контактирал. Мислам дека во самиот
процес на одлучување конкретно за рудникот Иловица и има некои, по мои сознања, нарушувања правни, така да мислам дека најверојатно договорот ќе биде прекинат со овој рудник. Председателот на Рударската асоциација на Македонија, господинот Николајчо Николов, и самиот вели дека треба да се размисли на како ќе се развиваат општините од југоистокот, бидејќи земјоделство и рударство не одат заедно. Дали тоа значи дека доколку останат рудниците, Казандол веќе почнува со некои прелиминарни подготовки, дали тоа значи дека локалните стратегии ќе ги менувате за развој, вие општините, бидејќи во нашите стратегии никаде нема спомнато рударство, а општина Струмица е земјоделски крај, се стремиме кон развој на органското производство. Меѓутоа, неспојиви се овие две. Така е. И јас мора да кажам дека секогаш кога разговараме на овие теми, знаете, имам лични чувства и можеби чувства и ингеренции и обврски како градоначелник на општина Струмица, можеби понекогаш и не се на иста линија овие две чувства, меѓутоа ја чувствам одговорноста и обврската по она во склоп на оние ингеренции и обврски кои што согласно и законот за локална самоуправа. Но можете да вршите притисок. Сигурно, значи секако. Сакам да ви кажам дека во законот за локална самоуправа и во член 22, ако сакате ќе ви спомнам, се наброени обврските, ингеренциите на локална самоуправа или вклучително и на градоначалникот. Немаме многу влијание врз земјоделието, нити се во описот на обврски и на ингеренции на локална самоуправа во областа на земјоделието, уште помалку во областа на рудниците. Тоа е така законски. Тоа се одлуки кои што се носат на повисоко ниво, освен во делот, каде што во делот на концесии, оддавање концесии, тука има некоја улога локалната самоуправа, меѓутоа тоа е по минорниот дел. Сега и покрај тоа што немаме некои директни ингеренции тука, општина Струмица знаете дека бидејќи е земјоделски нашиот крај и целиот наш регион, не можеме да го занемариме тоа, се трудиме на некој начин да помогнеме или да олесниме некои движења од областа на земјоделието. Тука повеќето од нашите луѓе, граѓани, имаат некакви директни или индиректни врски со земјоделието или потекнуваат од семејства кои што се занимаваат или имаат многу блиски релации со таа област, повеќето од нас. Определени се дека овој крај и сите веруваме дека можеби органско производство или производство на храна е нашата определба. Сите прилики, услови, метеоролошки позиции, геоморфолошки ни одат у тој прилог и јас го почитувам тоа чувство и убеденост на нашите луѓе и од тој аспект неспојиво е и рудник и некако е тешко спојиво, неприфатливо. И секако застанувам на страната на граѓаните или на луѓето или на нивните определби. Ако се носат такви одлуки и дилеми, тоа секако треба да ми се чини дека тука во процедурите, по моје мислење, можеби е закинато или не е, се извинувам, во тој обем направено како што требаше транспарентно да биде направено за евентуални одлуки за некои рудници или можни рудници, и ако некоја форма минорна мислам е запазена, таков е мојот впечаток, ако грешам нека ми простат некои кои што се заинтересира, меѓутоа мислам дека ова треба да биде поука за понатаму, да ваквите одлуки се многу потранспарентно носат, повеќето од граѓаните да се запознаени, правилно да се запознаени. И поголема вклученост на стручната јавност од сите сфери. Секако, значи со релевантни податоци на луѓе во кои имаме доверба, луѓе кои се авторитети, кои што ќе ни кажат вистинските податоци, бидејќи ние сме свесни дека многу опречни податоци има, не сме сигурни колку се сите проверени, ние сите бараме по некои литератури преку интернет, но тоа не е
вистинскиот извор на информации може да бидат погрешни. Јас би сакал во иднина такви проекти да бидат добро осмислени, релевантни, авторитети да ги кажат своите, бидејќи има и опречни мислења кои тврдат дека ова можеби ќе донесе многу поголем економски просперитет на регионот. И тоа не смееме како одговорни луѓе да го занемариме. Сега само теоретски го кажувам ова, не зазимам страна, јас ви кажав кое е моето мислење и го почитувам мислењето на граѓаните кои се против такви рудници и еве го кажувам јавно. Не сакам да се зацкријам за тоа или да се амнестирам. Меѓутоа сакам како свесен граѓанин и сите ние како свесни граѓани, бидејќи треба да мислиме и на иднината, нели? Да видиме кои се нашите стратегии. Тука сигурно се надминуваат нашите можности и моки и можност за расудување. Токму тоа го наметнав прашање, бидејќи нели југоисточниот плански регион веќе има изготвено стратегии за развој кои што не го вклучуваат нели рударството, а од друга страна пак и рудниците имаат одреден век на трајање од 20 години, кои што не е некој долгоречен рок ако сме свесни дека овде земјоделството обстојува многу повеќе од 2 децении. Така да сте соочени со еден голем предизвик, индиректно вклучени, сепак ќе треба да се... Повеќето субјекти од југоисточниот плански регион го кажаа своето мислење, јас мислам, така мислам дека го кажаа, застана повеќе нели против рудниците. Не се сите рудници во иста фаза, значи или проекти или намери за рудници, значи општина Гевгелија знаете во самиот почеток со референдумот ги прекина истражувањата таму и тие се во една друга позиција. За разлика од Казандол или за разлика од Струмица, односно Босилово и Новосело, кои се директно таму на нивна територија. И тие не се исти, немат иста тежина тие нели рудници во овој момент, односно замисли за рудници. Така. Да се префрлиме на една друга тема, економска. Како се развива општината во однос на урбанизирањето на индустријските парцели? Дали имаме ние потреба во овој момент од нова урбанизација, на нови индустријски зони? Дали има веќе барања од нови инвеститори кои што можеби би сакале да се развиваат во овој регион? Да. До сега очигледно и до сегашните одговорни луѓе во општината по моје мислење воделе доста сметка за развитокот и економскиот развиток на општина Струмица. И во тој контекст вие знаете дека постојат неколку индустријски зони околу градот, значи исток, север, југ, така. Сачево? Сачево, да. Да, ја ставам во источните таму, нели во. Тука има сега секоја посебно би требало да се разгледува, бидејќи сега Сачево го спомнавте, таму повеќето од парцелите се продадени. По мои сознања има некои законски обврски кои тие инвеститори треба да ги исполнат. Тоа е, значи, мислам дека во тек на 6 месеци треба да почнат со градба, а во тек на 6 години да ги завршат објектите за кои ги земале тие парцели. И таму има една појава да тие се прилично големи парцели. Имало здружување на повеќе субјекти за да откупат некоја парцела, што е легитимно, не е забрането колку што знам. Меѓутоа, како субјект се јавува еден инвеститор. И тој инвеститор е должен да почне со градбата. Од кога ќе изгради објект, тогаш можеби има желба за сега за сегментирање, малку и за парцелирање, колку што знам, и тоа е можно само на тој начин. Значи, ние лоцираме како една законска можеби пречка која може да се премости на некој начин, за да може таму некои активности да отпочнат. Инаку сега на хартија се продадени парцелите, а малку има активност на терен, нема активност. Еве, јас сега се обидувам да ви ја кажам причината зошто е тоа така. Мислам дека тоа може да се премости, може да се надмине со некои законски решења, се надевам. Тоа е согледувањето за Сачево, бидејќи го спомнавте како последно. Зона Север е исто така во добар дел исполнета, но има доста слободен простор, значи го нудиме. Спремни сме се што е во
ингеренции на општината да направиме во однос на инфраструктура, асфалтирање, канализација, тоа го правиме. Ево и сега во моментот размислуваме за некои одредени таму активности со цел да понудиме подобар простор за потенцијални инвеститори. Има заинтересирани луѓе, има простор кој можеме да го понудиме. И мислам дека во моментот не знам која не ја спомнав, можеби Југ. И таму исто има еден сегмент кој што треба да се доработи, но има простор исто така за купување и за понудување на парцели. Сега со акциите на правење на детални урбанистички планови во некои други блокови, со визија каде Струмица, понатаму општина Струмица ќе се развива. Исто така има повеќе детални урбанистички планови кои ги подготвуваме и кои се во фаза на подготвување и припрема. Така да во тој смисол ќе има доста општина Струмица што да понуди и во овој момент има што да понуди. Во тие индустријски постоечки не се исцрпени постојните индустријски зони. Сите можности. Но и сепак размислуваме и за понатаму проширување, но и во моментот имаме што да понудиме и мислам има доста добар одзив. Ние сега во наредниот период ќе понудиме некои од тие локации и можности, веќе има заинтересирани и еве вие ќе не следите и ќе видите дека ќе има добар интерес бидејќи имам веќе сознание, има луѓе кои што сакаат да инвестираат. Која област има потенцијални? Па, знаете, ние повеќе сме за лесна, евентуално лесна и незагадувачка индустрија, ако постои. Другите ингеренции од потешки и загадувачки индустрии не се исто така во ингеренција на општината, немаме за таа во тој правец, нити па размислуваме во тој правец, Струмица сакаме да ја видиме повеќе во такви објекти градење. Така да тие се повеќе. Господин Јаневски, има доста реакции во јавноста дека новиот дел на стамбени згради кои што се гради, особено во овој дел на земјиштето од поранешната касарна, дека се многу густо населени, дека тие ќе се потенцијални загадувачи во иднина, бидејќи нема доволно требна површина околу нив. Дали има инспекции, дали се градат по она што е предвидено со урбанистичките планови, со нивните дозволи за градба? Има ли констатирано неправилности таму? Колку што знам, неправилности нема констатирано. Таа населба е се уште во формирање. Впечатокот може да биде таков, меѓутоа сепак јас мислам дека не е подкрепен баш со некои факти. Колку што знам и колку што сум информиран и колку што гледам по законските прописи, секој од тие парцели, секоја парцела и секој објект во рамките на објектот има и законска обврска изведувачот да одреден процент на зеленило и на зелени површини да остави и да ги пошумува. Ако такво нешто не се практикува, тогаш можеме да зборуваме и да реагираме. Факт е дека таму навистина делува така. Делува само бетон, дали има веќе инспекции на терен, бидејќи инвеститорите секогаш ќе сакаат. Да, меѓутоа има законски прописи и ќе делуваме тука ако не ги почитуваат, секако дека не. Значи јас и мојата заложба е од областа на пошумувањето и зеленилото и озеленувањето на градот. Максимално ќе дадеме напор и тоа го знаат сите мои соработници, тоа е тема на која секојдневно зборуваме. И тука мислам и јас како личност и општо како администрација нема да дозволиме да никакви импровизации. Тоа можем да ве уверам и бидете сигурни дека ќе е така. Се уште е се уште јас и со некои сум разговарал од инвеститорите. Таму е се уште едно големо градилиште. Можеби нема доволно сега во моментот услови бидејќи има движења, градежни машини, не знам колку би било успешно тоа озеленување, но има тоа врска и јас ги предупредувам дека таа обврска морат да ја до крај, до максимално да ја испочитуваат. Тоа е нешто што можеме сега во овој момент да направиме. Зградите се направени, сега така можеби впечатокот е таков, ќе видиме како ќе биде. Тоа е една огромна површина која што и беше отстапена од Министерството за одбрана на општина Струмица. Дали таму ќе порасне и нов парк со оглед дека нови населби никнуваат? Кои се стремежите на општината за нови зелени површини, меѓутоа поголеми? Нови зелени површини секако ќе има во Струмица. Јас и во програмата моја изборна, ако сте прателе,
значи ветив и стојам за тоа, проширување на постоечкиот градски парк према објектот на Атеше Берово, популарно наречен нели поранешниот, Така. таму ќе никне една поголема површина на парк. Значи, ги спомнав тие зелени зидови, многу, по тоа јас што имам сознание, се многу корисни за заштита на човековата средина, бидејќи еве и во контекст на првиот наш разговор. Не сме го ово не го начинавме. Сега ќе ви кажам, бидејќи нели така и почнавме со загадувањето. Значи, према некои релевантни податци што јас ги имам, тие зелени зидови се многу корисни за чистење на атмосферата на некој начин, бидејќи имаат голема количина на лисната маса, а тоа е всушност најголемиот заштитник. Значи, за една илустрација, 12 метри квадратни, да речеме, на таков зелен зид, заменуваат околу 1200, ми се чини, квадратни метри на класичен парк или на дрвен парк. Тоа е затоа што се богати со лисната маса, која е таа заштитникот и филтер на тие честички, и воедно и продуцер на корисни за нас состојки. И се релативно ефтини и брзи за изградба и за одржување. Не мислам на тие, нели, кои знае какви луксузни зелени зидови кои нели можат некои така да ги протумачат, кои навистина може да бидат и поатрактивни, но се и поскапи, но се работи и за обични лозливи растенија кои што имаат богата лисната маса и кои што лесно може да се одржуваат, а кои можат многу корист да донесат. Такви неколку за почеток локации, потези во градот сме ги лоцирале како можни први пробни, еве да речеме патот од Жито Струмица према Куклиш на транзитниот пат, локација од Југо Суровина према печатницата Благој Јанков Мучето. Имаме некоја замисла за влезот во Струмица од десната страна спроти Мак Петрол, така има и уште некои кои како први ги лоциравме да пробаме да видиме како таа акција ќе оди и мислам дека ќе е успешна. Кога планирате тоа да го од пролетта? Па еве, значи се зависи од финансиите, вие знаете дека во тек се тие тенденции, тоа е нормална постапка. Значи сега можеби стои пасивен период и реално е пасивен период, затоа што нели предстои имавме усвојување на буџет, па читање на буџет во Министерството, знаете за тие процедури, сега распишување на одредени набавки и тендерски постапки кои што треба да не ослободат за да можеме да инвестираме во некој и ќе почне во најкраток можен рок. Голем акцент даваме на зеленилото во градот. И тоа ќе се види, нели, јас кажав, таа нестрпливост сите не прави малку по-нервозни, по-возбудени, чекаме веднаш да биде, меѓутоа малку трпење ќе се видат резултатите и во однос на зазеленувањето на градот. Значи, Струмица има, нели, сите викат убав парк, голем парк и вистина е така. Значи, располагаме со некои, еве, да ви кажем, околу 104.402, да речеме, метри квадратни на зелени површини, од кои, нели, најголем процент се во паркот. Имаме делови кои што се по булеварите, помали паркчиња на изградот и на кружните текови, тоа се го вбројуваме, меѓутоа главната површина е во главниот парк, кој рековме ќе се проширува. И тука дрворедите по улиците исто така, кои што за жал доста од нив се и искршени, не постојат, тоа во најкраток може рок, еве уште овој период временските прилики ми кажа дека ајде сега можеби не биле баш најповолни, но првите почетоци ќе ги направиме уште веднаш со некоја одредена количина на дрвја, ќе гледаме да се малку по-големи, по-израснати, да имат лисна маса, за да може побрзо и ефекти да ги добиеме. Планираме неколку локации, нови паркови. Сега јас ќе се обидам да се сетам на сите кои ги планиравме, ги имаме во програмата. Значи, еве на улица може Пијадека и поранешна сладкарица Шпики, тоа паркче можеме да го направиме и е планирано да го направиме. Значи, по Младинска, таму некои од улиците исто ги имаме
Да не мислам дека ќе Борис Попдимитров е едната, така, Тоа се помали зелени површини помали зелени површини кои ќе се дополнат во овие претходните кои што ги кажевме, кои не се мали површини, но еве зедовме едно ветување и заложба за овој мандат мој. Не би се помирил ако барем за едно повеќе од 10-15%, јас би сакал и 20%, се надевам ако може и повеќе да го зголемиме фондот на зелени површини. Планираме каскадни градини на Ридот. Се може нема да се сетам на се што е во планот, што го има во програмата, но навистина има доста веќе зацртани проекти, размисли и интенции да ги направиме во следниот период и еве вие ќе бидете сведок и ќе не наблюдувате и ќе не пратите и ќе не подсетувате ако Апсолутно. Касниме во таа работа, но ќе биде. Господин Јаневски, пред извесен период општината го доби првиот објект од поранешните објекти на Министерството за одбрана од касарните. Објектот во кој што се сместени поранешниот инкубатор. Наскоро треба да ви бидат отстапени на користење и останатите објекти. Одамна веќе уште предходниот градоначелник господинот Заев имавте визија за тоа како ќе бидат искористени, бидејќи станува збор за прилично голем број на објекти. Кои се плановите? Дали веќе има некакви проекти кои што се планирани и сврзани со нив? Да. Првиот објект кој го добивме и кој пред неколку дена официјално го добивме со записник и онака како што треба правнички и регуларно, е така наречениот популарно инкубатор. Тој е објект кој ние го планиравме за сместување на простори за ранливите категории на граѓани, односно на лицата со посебни потреби. Тука, еве, можеби е добро да спомнам дека добивме една донација од Република Бугарија во висина некаде околу 135.000 евра за адаптација на овие простори, за подготвување за таквите здруженја. Тука планираме и така наречен повеќе наменски социјален центар за невладините организации. И тоа е првиот објект и првата зграда која што ние мислиме да ја подготвиме во правец на тие замисли кои што сме ги имали и од порано и кои сега ги исполнуваме. И со тоа е еден добар дел од социјалната програма од мојата програма го исполнуваме за многу кратко време. Така беа приликите, ние ги искористивме со двете раце што се вели. Знаете дека во тој проект и за изградба на адаптација на овој простор за ранливите категории добивме едно исто така од Република Бугарија возило за наменето за лицата со посебни потреби и тоа е еден проект составен од два подпроекти, така да ги наречам. И со тоа мислам дека ќе заокружиме еден добар дел од таа социјална програма што ја понудивме. Тоа е идејата со првиот објект кој многу брзо ќе се реализира. Другите објекти уште официјално не сме ги добиле, меѓутоа во процедура е добивањето, нема сомнение дека ќе ги добиеме. Тука има доста објекти кои наши комисии, стручни лица и од урбанизмот ги посетија, има доста кои што се доста зачувани градби, кои што со одредени помали адаптации, релативно помали адаптации, како градби се цврсти, можат да се искористат. И тука планираме повеќе објекти, се планираат дом за стари лица, сигурно со оплеменување и доградба на други елементи како што ветивме за подобрување на социјалниот живот на таа категорија на граѓани. Се планира детска градинка, се планира градски пазар да има во рамките на овој круг на бившата касарна. Така, од прилика тие се некои кои ги имаме во прв план зацртани. Ќе бидат реализирани сигурно кога ќе ги добиете, но очекуваме да официјално да ги реализираме. Има некои формалности кои треба да се довршат и така.
Јас би сакала овој разговор да го заокружиме со едно прашање: колку сте вие задоволни од функционирањето на општинските локални предпријатија кои што се под ваша надлежност, и бидејќи досега имаше многу критики за промената на кадровските политики на национално ниво, дали ќе има промена и на локално ниво, бидејќи досега немаме некои промени направено, дали тоа значи дека вие сте задоволни и нема да има промена на раководните позиции на предпријатијата? По моје согледување, во овие први денови, мислам дека добар дел од обврските овие предпријатија уредно се ги извршувале. И начелно сум задоволен. Има некои работи на кои работиме да може да се подобрат. Зависи сигурно и од опсегот на работа и од обврските кои ги имаат тие предпријатија. Овие предпријатија по мене, еве да кажеме Струмица газ, има некоја по мене една дури визионерска улога во развивањето на нашата општина. Јас секогаш сум ја поддржувал гасификацијата во нашата општина од многу причини. Еве спомнавме едно од главните, екологијата, за која што зборувавме уште пред многу години на Советот, и еве дојде време кога тоа така се изостри и се наметна и се изби на пиедесталот на, да речеме, на вниманието на нашите граѓани, и со право. И еве уште еден адут или уште еден аргумент за оправданоста на тоа предпријатие. Тоа предпријатие од ден на ден се повеќе зацврснува и се повеќе станува независно, да кажеме, се повеќе покажува резултати и оправданост за неговата работа. И тука конкретно имаше промена ако мислите на кадровски промени, нели директорот сегашен актуелен е релативно нов директор. Мислам дека е тука, знаете, промената и настана затоа што претходниот директор премина во извршната власт, беше ангажиран. Мислам дека адекватна е замената. Не би сакал да навлегувам сега во карактеристики на кадровските промени кои се настанете, меѓутоа јас сум до сега презадоволен од функционирањето. Тоа предпријатие покажува, ви кажав, една оправданост од многу аспекти, и од економски, и од еколошки аспект, и јас го поддржувам. И мислам дека планираме дури развиток на мрежата СЕФ со цел да и тие економски закрепнат, но и да бенефитите да ги почувствува и градот од сите аспекти. Во однос на другото јавно предпријатие, паркиралишта, популарно, исто така имаше кадровски промени, таму има назначен друг директор. Исто така тоа предпријатие мислам дека веќе доста добро работи, економски оправдано, исто така неговото постоење, работи со добивка, и е самостојно, така да мислам дека исто така до сега сум задоволен. Ние имаме планови со тоа предпријатие како заеднички стратешки да направиме некои подобрувања во однос на регулирање на сообраќајот, но уште повеќе мене ми е така по мила темата на осветлувањето на градот. Јас еве во оваа прилика да спомнам дека и во овој период имаше доста акции, можеби некои луѓе повеќе, некои помалку го приметија тоа. Значи дојде една фаза од развивањето на нашиот град кога не само внимаваме на осветлувањето да биде подобро, туку и заштедите од трошењето на енергијата да бидат на повисоко ниво. Значи идејата е и да се подобри осветлувањето и да се генерира заштеди, и тоа веќе го имаме со конкретни показатели кои јас во некоја наредна прилика можам и конкретно да ги предочам. Проширување на фондот на светелки во градот, а во исто време генерирање заштеди, што е за мене многу значајно. Имаме доста делови од сегменти од градот кои не се доволно осветлени. Еве Младинска често ми ја спомнуваат во оваа прилика да им кажем на граѓаните дека првиот зафат или проектот веднаш штом ќе можеме, планираме целосно реконструирање на осветлувањето кој и така таму скоро да не постои, немаше инсталација, немаше потребни таму светилки, бандери и така натаму. Тоа ќе го направиме во првиот рок и има реакција да им одговорам дека
треба да бидат спокојни за тој дел. Сите други направивме промена на светилките за почеток во тие по-експлоатираните места или по-критични места или места кои сметавме дека се поважни, по булеварите. Вие сигурно приметувате, има нови LED, така наречени светилки, кои даваат доста силна светлина, а од друга страна се штетливи и се економични. Тргнавме прво околу школите, главните тие улици кои што се околу школите за децата бидат по-безбедни. Тука околу сите школи ги променивме и уште некои така се сега дури во населеното место Добрејци поставивме такви LED светилки. Тие долго време во еден дел од населеното место страдаа заради некои градежни зафати претходно направени, некои од тие таму светилки беа отстранети, ги дополнивме, ги заменивме светилките. Јас ги видов, сега изгледа сосема по-друга тој амбиент и ќе продолжиме така и во другите населени места. Тоа е за јавното претпријатие паркираиште и комуналец е така можеби габаритно претпријатие. Најгабаритно и веројатно заради опсегот на услугите кои ги прави и можеби поосетливи сегменти како што е водата за пиење, ѓубрарина, канализација. Тука има најчесто сугестии, понекогаш можеби и замерки, претпоставам дека некои си оправдани. И тука исто така разговараме, таму е раководител се уште Зоран Ѓуриев и не гледам причина зашто да не е. Мислам, нема тука некоја промена, ама еве во двете други има промена, ако мислите на кадровските промени, што се однесува до администрацијата во општинската администрација. Исто така има, се подготвува, скоро беше на совет пред некој ден, новата организација на општинската администрација. Следува нова систематизација со која што мислиме некои одредени сектори кои останаа безклучни луѓе за тоа што поминаа во извршната власт а се неопходни за функционирање да ги пополниме. Некои од луѓето кои што гледам дека по мое согледување и по обемот на работи што ги вршат долги години вршиле значајни работи, давале се од себе, на некој начин ќе дадеме шанса да напреднат во својата струка, така да и тука ќе има некои промени. Ќе има промени, а за централната политика што зборувате тука, мислам дека јас не би сакал да коментирам, немам причина зашто беше само причина за паралела. Да, паралела. Каква е соработката завршно со централната власт? Дали сте задоволни? Да, јас сум задоволен. Веќе има такви сигнали кои што ги очекувавме претходно, ги најавувавме и се надевавме на тие соработки да се подобрат. Вие знаете, мислам дека знаете, во претходниот период секогаш таа беше една тема која се спомнуваше и се предочуваше пред нашите граѓани. Соработката со централната власт, можем да кажем, не беше на највисоко ниво, таков е впечатокот. Сега овој амбиент можеме да спориме, можеби не е така, но јас ви го кажам дека е тој впечатокот кај повеќето луѓе. Сега амбиентот е многу подруг. Вие конкретно како градоначалник немате оспорување при реализација на проекти кои што се поврзани со... Не, никакво оспорување и нешто што сакам да посебно да го истакнам. Таа соработка или тоа олеснување на функционирањето и на соработката е, ако можем така да ја наречем, тиха. Нема потреба од ургенции, јавувања, притискања. Значи, не мислам на такво олеснување. Самите работи по логичен след и по законски след одат некако полесно и потечно. Тоа е впечаток и на луѓето кои работеле и пред мене таму, нели? Јас гледам дека е така. Значи, во тој контекст вие знаете, еве еден пример, една илустрација и ова што вие пред малку го спомнавте, доделувањето на објектите од касарната, кој е од 10 касарни во Македонија, единствено Струмица не беше, нели, тоа финиширано како во другите градови и тоа побудува сомнеш дека сепак Струмица била во некоја друга
позиција или друга обсервација или другачие прифатено од централната власт. Еве еден пример. Сега со измената малку на централната власт, некои од проектите како што е, да речеме, патот Струмица Дабиле, многу брзо, еве на пролет ќе се и не само Дабиле, туку до бугарската границата со Република Бугарија. Ќе се реновира. Овој дел кој е во нашиот опфат Струмица Дабиле, затоа го спомнав од тука, значи ќе биде проширен со повеќе ленти. Тоа е се благодарение транзитниот пат кој јас го имав во програмата е исто со добар дел поддршка на централната власт. Другиот транзитен пат кој што исто се планира од транзитниот пат, мислев за Куклиш и Добрејци, нели? Па транзитен пат од Клучката пред влезот во Струмица до граница, тоа е нов пат, тоа е исто еден проект кој владата го промовира и го најави, кој ќе биде по моје мислење многу значаен за Струмица. Еве примери како за кратко време овие проекти веќе се пласираат и нема причина да не верувам, ќе ги видиме набрзо, нели? Дека ќе се остварат и еве една илустрација и пример дека навистина амбиентот е малку променет. Така. Господин Јаневски, јас ви благодарам за прилично долгото интервју. Сигурно стана уште многу теми на кои што не посветивме внимание, но тоа ќе биде причина за ваше повторно гостување во визави на програмата на ТВ Канал. Ми беше задоволство. Јас еве сега во моментот се сеќавам на многу работи кои не ги кажавме на вистина и ми е жал, но ќе имаме прилика. Со нетрпение ќе очекувам да ви ги образложам и јас се надевам дека многу брзо ќе почнеме и да ги операционализираме. Да не бидат само проекти и замисли и визии, туку навистина да бидат конкретизирани. И ако морам да кажам дека доста работи и во овој период се не ги спомнавме, сега ми е малку и криво зашто не ги спомнав, но верувајте, преку некои други медиуми на некој начин ги информираме граѓаните дека постојат такви активности. И ќе ги спомнам, јас се надевам нека понекогаш можеби и улогата на градоначалникот може да биде и тивка, но резултатите да се гледаат. Јас и таков некогаш некакви размислувања имам, иако секогаш е добро граѓаните да се информирани и да знаат што се работи. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани гледачи, тоа беше визави со градоначалникот на општина Струмица, господинот Коста Јаневски. Ви благодарам за вниманието и добра ноќ.